Дали некому би му платил 2-3 денари, еве да речеме по информација, и цел ден и цел ноќ тој еден човек или група да одат од буквално во секое мало, во секоја улица, во секој дуќан, канцеларија, буквално на сите страни низ цела држава и да оди да прашува, тебе да не ти треба производ, тебе да не ти треба услуга, да не ти треба шефе ова, тебе не ти треба тебе ова. Малку изгледа чудно, нели? Но дали маркетингот и социјалните мрежи ни го овозможуваат ова? Дали ни го овозможува Facebook, дали ни го овозможува Instagram и останатите социјални мрежи? Секако дека да. Но, пред да ти кажам зошто е клучен маркетингот, кои бројки треба да ги знаеш, како би знаел дали водиш успешен маркетинг, чисто да се представам доколку прв пат ме гледаш. Јас сум Александар Кочовски, бизнис ментор, инаку се што им помагам на луѓето, односно предприемачите, е да го преобликуваат својот бизнис да им служи, а не тие да му станат роб и да му служат нему. Во ова видео рековме дека ќе разговараме за маркетингот и колку е тој моќен, а многу голем број на предприемачи буквално забораваат дека покрај 8 други 9 сегменти во нивниот бизнис, 9-тиот е маркетинг. Буквално ако не користиш маркетинг, е исто како да речеме еве, нели, намигнуваш некому или се удвараш на некоја, ти знаеш што правиш, ама пуста девојката ниту те гледа, ниту знае кој си, што си, ниту што правиш, единствено само ти знаеш. Што значи дека може да имаш фантастичен производ, фантастична услуга, но доколку луѓето не знаат за тебе, за твојот производ, за твојата услуга или како ти му го решаваш него проблемот, буквално твојот бизнис, односно ти си невидлив за луѓето. И ова е една од исто така предизвиците со кои што се соочуваат предприемачите кога ќе дојдат на коучинг или на разговор, кои ќе ми речат: Александар, јас ретко да ги постигнам целите, и кога ќе ги прашам која е нивната маркетинг стратегија, како планираат да дојдат до бројките кои што ги поставуваат како цели и таргети на месечно, квартално и годишно ниво, и кога ќе видам дека немаат јасна маркетинг стратегија, сето тоа ми е јасно дека само се работи за пуста желба, а не се работи за реална програма или платформа, единствено доколку имаш комерцијален тим, односно тим на продавачи или се бавиш со мрежен маркетинг, каде што наместо да се бавиш со онлайн маркетинг го користиш она најстарото, а секако супер правило, а тоа е дека водиш маркетинг од уста на уста. Но, дали денес, во 2023 година, каде што ги имаме сите овие ресурси и можности, буквално да ги користиме и технологијата и социјалните мрежи, да ги едуцираме нашите потенцијални клиенти, да креираме наша база каде што постепено ќе ги едуцираме како еден ден би се потвориле во наши клиенти, или буквално ќе го водиме на стар примитивен начин, сето зависи само од нас и односно нашата перцепција за маркетингот. Кога сме кај маркетингот, што е поентата? Па 9 од 10 предприемачи, кога ќе ги прашам како и расте нивниот бизнис, како стигнале до тука и на кој начин ги добиваат клиентите, буквално 9 од 10 ми велат дека нивниот бизнис расте и се шири врз основа на препораки. Е сега, препораките се супер, но дали препораките се под твоја контрола, дали можеш да ги контролираш или тоа зависи од некој друг? И па тоа, пријателе мој, е одговорот дали кога имаме јасна маркетинг стратегија, план и буквално детал кој што ги содржи сите чекори кои што се под наша контрола и на тој начин остваруваме продажба или само поставуваме цели, а се надеваме. Значи, клучот во маркетингот е однапред да ги едуцираш клиентите и точно доколку ја следиш маркетинг пирамидата, точно знаеш секој еден клиент на кое ниво од маркетинг пирамидата се наоѓа, кој речник користиш, како му се обраќаш и точно ласерски прецизно знаеш кога тој клиент од едно ниво преминува во второ и кога ти станува клиент. Но каде е поентата? Кога користиш едукативен маркетинг, како тоа јас што го користам, еве како изгледа мојот продажен разговор. Буквално 3-4 минути, ништо повеќе. Мојот идеален клиент, кога доаѓа на Zoom, првиот состанок, првата сесија која што ја имаме или ти продажен разговор како сакаш, буквално доаѓаат едуцирани, се знае за мене, се информира, ме гледа на YouTube, на подкаст, на социјални мрежи, секаде, гледа за што се борим, знае за моето минато, знае за моите резултати преку тестамонијали, преку гости кои што ги викам во студија, во подкасти, во Zoom, да кажем сесии, нели?
и буквално тој клиент е едуциран, ништо не треба да го убедуваш, се што разговорот трае или прашањата кои што ги поставува клиентот се кога започнуваме и дали и каде можам да уплатам. Буквално за да дојде до овој чекор, затоа ти е потребен маркетингот. Сега, кои се клучните бројки кои што треба да ги следиш во маркетингот, бидејќи најголем дел од луѓето кога ги прашувам дали користат маркетинг или не, најчесто ми велат, знаеш, пробав јас со една агенција, ама не бива, проба син ми, ќерка ми објавуваше слики ама не бива и сето тоа е играње играчки, доколку ти не знаеш од луѓето, од тимот, без разлика дали е тој твој вработен, дали се работи за маркетинг агенција, небитно, доколку ти немаш дефинирано кој ти е идеален клиент, која една јасна понуда имаш, кој еден проблем решаваш и сите детали кои што треба да ги направиш како подготовка пред да соработуваш со една маркетинг агенција, или доколку таа маркетинг агенција е успешна и се ја познава работата, сигурно дека нема да се дрзне да направите било каков еден чекор пред да ги дефинирате овие основни работи, а кога ќе ги дефинирате, сето тоа оди како подмачкано. Значи, клучот во маркетингот е да знаеш две бројки. Првата бројка е следна, а тоа е колку ти вреди секој еден клиент. Па да речеме, доколку продаваш производ кој што чини 1000 евра и тој клиент го успеваш да го задржиш 3, 4, 5 години, тоа значи дека еден твој клиент ти вреди 5000 евра. Втората бројка која што треба да ја знаеш, буквално ако во сон те прашам, е колку чини пари, средства, конкретно, за да добиеш еден клиент. Кога ги имаш овие двој бројки, тогаш си многу силен и многу моќен. Затоа што, пример, ако продаваш 1000 евра производ и го задржуваш истиот клиент во следните 5 години, тоа се 5000 евра. Ако цената која што ја инвестираш за да добиеш еден клиент е, да речеме, 50 евра, тоа значи дека имаш на располагање 4950 евра да ги инвестираш во следните 5 години за да добиеш само еден клиент и сите средства ги враќаш назад. Ова е магијата на маркетингот. Се однапред е предвидливо, знаеш луѓето како се однесуваат, како носат одлуки, пред време ги информираш и сето оди како подмачкано, но и на овој начин точно знаеш да поставиш цели уште во декември и наредниот декември да ги имаш буквално секој месец точните бројки кои што ги посакуваш. Кога размислуваш долгорочно, кога знаеш кому се обраќаш, кога ја знаеш силата и потенцијалот на маркетингот, буквално ти е смешно дали ќе му платиш на Facebook за, не знам, по 2-3 денари по човек и да трча цела година да ги прашува луѓето, но не сите, него ласирски прецизно, твојот идеален клиент, твојот буквално кој што го бара едно решение, кој што има еден проблем, му го решаваш него и сето останато натаму е забава. Доколку ти се допадна ова видео и сакаш да изготвиш маркетинг стратегија, се двоумиш кој е твој идеален клиент, каде тој се наоѓаш, како да ги следиш бројките, како да направиш стратегија, план кој што функционира или што и да е, под ова видео имаш линк, закажи бесплатна коучинг сесија, пола часовна и се гледаме во следното видео. Поздрав!